дани на магазин. Како што најавија и моите драги колеги од Ја сакам Македонија, нагости ни се Next Time. Зборуваме за новата песна, ја промовираме Славам со видеозапис која што изобилува со семејни приватни снимки и која што го слави пријателството и спомените, а најавуваме и нови концерти и турнеи, па затоа останете со нас да позборуваме за новите ангажмани со браќата Стефан и Мартин. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Добро утро, како си? Добре, јас сум добра, како сте вие? Ние сме добро, имаме среќа што стануваме многу рано, така да сме ти достапни за емисијата и достапни на гледачите, сите оние кои што сакаат да одвоат време и да не гледат. Успевате рано да станете, како? Да ти кажам, јас сум од 4 саат станав, мојата ќерка ме разбуди од 4 до 5 си гледавме некои цртани филмови. Викам, како ќе станам сега за емисија, ама добро. Ја однесов во Градинка Сабајле и спремен за... Остана буден или продолжи малку да спиеш? Па, продолжи 1 саат, одспав, така да ќе видиме. Ќе видиме гледачите што ќе кажат, дали сум свеж или не. Да, спремен си, вака делуваш. Не, добро, ние сме... Спремна за емисија. Ние сме ранобудници, така да го сакаме утрото. Сега, нашето утро почнува со кафе, ама поради, нели, емисијата, брзавме да стигнеме тука поради. Кафето се одложи. Кафето ќе го одложиме понатаму. Да, по емисија. За самиот почеток ќе имаме тајмер од 60 секунди, кои ќе мериете колку прашања ќе успееме да одговориме. Звонат, гледаш. Да, се случува. Таман мислев дека Пише Сабајле, Ти звони некој што те гледа? Да ти каже дека те гледа и тоа се случува. Ќе видиме после. Имаме прашања за вас, па да видиме кој што како ќе одговори. Може и во исто време да одговарате, да видиме дали искрено одговарате. Може, секогаш. Да, да го видиме и тајмерот. Може. Кој повеќе задоцнува на проби и снимања? Добро. Кој е поголем перфекционист пред важен концерт? ја. Кој побрзо го троши хонорарот по успешен настап? Стевче. Све е Стефан. Кој го е трошам подобриот готвач во кујна? Јас. Марти. Добро. Кој е поемотивен кога изведувате традиционална македонска песна? Стефан. Кој обично го има последниот збор кога дискутирате за музика? Да речеме двајцата, меѓутоа сакаш секогаш да Мартин? доминира. Добро. Кој има поголема смисла за хумор? Јас. Кој поминува повеќе време пред огледало пред излегување на Стефче. сцена? Што би биле да не сте музичари? Спортисти. Спорт, фудбалери. Кој е најголемиот трач или заблуда за Next Time? Бомаровци. Тоа е заблуда. Мислам дека сме пеле за партија. Ден денес слушате такви коментари или? Па нормално е, музиката е таа што е, меѓутоа е жално што музиката се спојува со партија. Да, Бомаровци сме, меѓутоа по дух, по комицки дух. Да, патриотски може да се каже, родолюбивост. Патриотски. Да, а не поради Луѓе патнја. што нели правеле со дела нешто за чуваат оваа земја, а не со коментари на Facebook. Да, и поодреденост партиска, да кажеме. Дали вакви песни ќе изведувате и на концертот што го најавивте, ќе бидат тоа традиционални песни или авторски ќе изведувате? Ќе направиме, да. Што ќе биде поразлично, да речеме, од Па претходните види, концерти? да. Во овие 18 години ние имаме снимено 2 албума, авторска музика и обработките на старите македонски народни песни со Никола Мицевски, кои трајаат добри 10 години. Еве веќе 5 години или така испаја 5 или 4 години ги промовираме, ги пееме секаде во сите градови, во сите земји каде што сме стапнале надвор од Македонија и во Македонија. Така да ќе направиме еден микс на се што е најдобро од нас направено во овие 18 години, па и нови песни, се разбира. Ќе ги представиме на тој концерт. Тоа ќе биде голем концерт на 27 ноември. Секој што сака да си купи карта, веќе може да купи на kupikarta.mk беше или .com. Треба да проверам со тоа ком и МК, не сум сигурен. Кажеш работи што може да влијат. Чекај, сега ќе видиме. Да, ќе си зборам додека он ви гледа. Да. Може сите нели да проверат. Да, може да купат на kupikarta.com, Мартин. Да, kupikarta.com. Така рече и ти мисли. Тоа ќе биде, нели, после Мјане Сандански ќе биде
Одлична можност за нас е да направиме повторно голем концерт. За тие што не знаат дека Next Time прават и големи концерти, да се запознаат дека ние тоа всушност го работиме. Да. Може да се каже дека ова е најголем досега за вас, како го биде, доживувате лично? Па ќе биде, затоа што и самата сала Борис Трајковски е најголема сала концертна во Македонија. Така да, ја не сам дански беше наполнета до последно место. Сите што сака да го видат, нели, тој концерт може и на YouTube да го видат. А на 27 ноември треба да дојдат и да купат карта на нашиот нов концерт. Кој го организира, нели, Прагма продукција, да не ги забораваме. Тоа е нивна заслуга. Сепак затоа што они се иницијатори за концертот, ние прифативме, нели, ќе соработуваме заедно на тој концерт. А тлеела во вас таа идеја од порано, со години да речеме, да направите концерт во Борис Трајковски? Мојата најголема желба е да направиме на стадион, затоа што гледајќи го, нели, нашиот и на сите пејачи идол Тоше Проевски, како правеше концерти на тој стадион, уште од тогаш ја добивавме таа желба, леле, ако станеме некојаш музичари, дај Боже тука да можеме да изведуваме. Меѓутоа ќе почека тоа. Сметам дека има уште работа во нас за да стигнеме до тој левел, тоа ниво. Постепено Јане Сандански, Борис Трајковски, првиот концерт ни беше во Универзална сала во 2009 година, како помлади, таму ја напунивме во Хераклеја. Јане Сандански, Антички театар заедно со Владко Лозановски и сега Борис Трајковски последно. Здрави Боже. Ме потсети на тие времења кога одевме во Универзална сала. Да, ме замисли сега си била на нашиот концерт, што збориш? Од почетоците ве следиме, од тоа беше многу убав концерт. Музика, да. Памтам многу дечиња фанови со балони, ние со бушеви коси. Да. И имавме една посебна енергија и ми фали таа енергија на сцена, и да посебен бидеме стил и жанр и поживи, поразмрдани, да не мислиме на леле како звучиш, туку само да даеш енергијата на публиката. Да, фали тоа време, така? Да, фали, искрено ти кажам. Меѓутоа еве сега имаме шанса во Борис Трајковски да го вратиме тоа време, таа носталгија на некој начин. И песни. И да ги вратиме тие фанови, кои што се сега пораснати века од тебе. Да. И да уживаме во све што сме креирале и создале во овие 18 години. Да, и на промоција на првиот албум ви бев. Стварно? Да, правевте во хотел Скопски, мислам, дека беше промоцијата. Колку години си имала тогаш? Мала. Тога, ако било 2008 беше тоа, да. 9 значи прва средна, така. Ако било. Имавме многу искрени фанови и мислам дека имаме се уште. Да звучиме скромно, имаме се уште, меѓутоа тоа беа посебни времења за нас. А мислите дека сега имате и нова публика, бидејќи според традиционалните македонски песни, да. Со нови години иде нова возраст, нели? Во нас се гледа некоја созреаност, публиката гледа некоја созреаност и нормално затоа што полниме години, животот нели тече, не застана, да е фала Богу. И нормално е да созреваш, нормално е да луѓето растат и некои остануваат, некои си одат со публиката, меѓутоа има и нови што доаѓаат. Да, така, колку мислите дека еволуиравте од тогаш? Што е оно што најмногу се смени низ годините? Како се чувствувате вие? Па добро, има доста промена, како што кажа Стефан, дали тоа дојде со самите години, со самата зрелост. Во денешно време може да кажам дека сме повеќе перфекционисти, повеќе внимаваме на детали, како ќе изгледа нашиот настап, како ќе изгледа, дали ќе се сгрешат тонови, музиката како ќе звучи. Во тој период, како деца, ние едноставно само енергија дававме. Дори не сме внимавале тоа како звучи, како едноставно сме сакале да имаме енергијата што ни ја давале, сме ја примали, некако не водала таа, дури не е битно ни како звучи денес концертот, убаво сме си поминувале на сцена. Меѓутоа, од сите овие години само едно чувство останало во нашата, нели, наша глава и останало во нас, а тоа е секогаш го имаме оној страв на дали ќе има публика или нема на нашите настани, затоа што
ако видиш ти публика, на све забораваш. На све што сме мислеле, леле, дали е ова добро озвучено, дали ќе свириме добро, дали ќе пееме добро, ако има публика, забораваш на све. А трема постои ден денес после толку време искуство? Трема највише постои кога би немало нешто кога не оди по планот. Тогаш според мене, барем за мене зборам, Да. тоа е мојата трема, а кога да искочам пред помалце публика од што сум очекувал или нешто е поише и страв. А трема, не знам, ја ако би кажал дека не постигнал никогаш кај мене трема, тоа и дури жена ми стално се ме праша како може да искочиш на сцена да нема да трема. Викам се фокусираш на работата, на твоите обврски. Тоа ти е пракса, тоа го работиш веќе од 18-20 години, па и цел живот од Златнославече ни е. Да. Значи, тоа некако е вродено во нас да оставно природно доаѓа. Ако концертот не се снима со камери, секогаш си поопуштен. Ако знаеш дека пред тебе има камера и секогаш викаш леле ова како ќе звучи на телевизија, како дали ќе пееш добро, не поради тоа што и тоа е тремата, кај нас има сомнеш во нашиот перформанс, него знаеме како другиот ќе го сработи тоа. Пак е тоа. А и од технички причини можеби како што велиш како ќе звучи, како ќе биде тоа. Да, затоа што не сметам дека не сметам дека во Македонија најсоодветно се пренесува тонот на тоа како звучиш во живо и на телевизија. Може да не го доловат баш најточниот звук. И тоа ти е затоа сте перфекционисти. Па да, гледаш многу голем број на видеа од YouTube, нели, од светски звезди, а таму голема пара во игра и голема опрема музичка. Меѓутоа и ја сваќаме реалноста, така да даваме се од себе. Ние нашето да го направиме најдобро што можеме. Да, се навративме на некои други времиња, ете најавивме и концерти. Дали сето тоа се причини за славење, поради кое што и ја направивте песната Слава? Може да се каже дека е автобиографска, дека славите некое пријателство, заедничко, дали со соработници, со пријатели, семејни снимки исто може да се видат, каде што и семејството или се издига на некој пиедестал. Види, пред да создадеме Слава, се мислевме дали да идеме во ваков жанр или во сосема поинако во поп-рок стил. Меѓутоа сфативме дека можеби е подобро да се надоврземе на она претходното што го работевме и постепено да идеме кон нова музика, тоа е поп-рок музика, модерна. И кога решивме да искреираме Слава, ја го контактирав Никола Мицевски, му реков сакам да имаме на балцерска песна, нека во тип стилот на нека боемска песна. Меѓутоа после тоа он создаде нека музика, демо и сега требаше да одлучиме во каква насока текстот ќе го носиме. Мене почна ми се раѓа некоја идеја, креативна мисла као на мојата свадба. Сватив дека кумот ми е од Австралија, македонец од Австралија и си викам, леко го ми фали ова што е кога не е тука, најдобриот другар. Ми фали затоа што тој период дое он еден месец. Никогаш не го кажа мојот кум. Сегаш се неговиот си го кажа. А и мојот е во Америка. Па ти требаше да напишеш. Ама неговиот кум па повеќе усподат. А доаѓа почесто во Македонија твојот кум? Да, почесто доаѓа. Едниот во Австралија, затоа не може да доаѓа почесто да изгледа предалеку. И тука беше еден месец, беа двајцата еден месец, отидовме во Рим на момачко и таа дружба некако почна ми да ми фали као убаво е да ги имаш другари сите на број тука во својата држава. И знаеш дека за некој период одброено ти е времето, ќе си отидат во Австралија или во Америка или било каде во светот и ги речеш помина. И почнав да викам што ако имам дете со сопругата и на најубавиот ден не е во можност кумот да слави со тебе, нели он треба да го кршта, да го прави, да го слави. И тоа беше поентата на песната, што ако го имаш најубавиот ден во животот, а твоите најблиски, еден од најблиските не е тука, како би се осекал? Да, ама мораше да свртиш, треба. Да, нели во вториот дел ја врти работата како ајде да свати народот да прими позитивно, да не испадне се на негативно. И дека дошол и уште радоста е уште поголема. Да, од една тажна приказна направивме среќна.
Среќен крај битно да има. Така треба. Да. Па и така треба да завршува се со среќа, да нема така да е се позитивно. Да, особено ете за тие моменти што се среќни, што се случуваат во животот, ете еднаш минатото- ќе речеш сакаш на вистина тие што ти се блиски да се тука. Во минатото, например, Секогаш. Стефан пишуваше повеќе текстови, имаше љубовна нота, као жичка се, ама беше тажна. Не знам зошто тоа го правеше, ја му викам ден, викам, ние имаме песни што луѓе не може да ги пеат во одредени прилики, пример свадба, на веселба, пошто пееме за не верувам во тебе, пееме ме ости сам Сега на во тие живеам. години сте биле. Значи нема, викам, имаме две-три така позитивни. Викам, дај Рано да направиме, заплачење. дај да направиме, почнеме да правиме музика што веќе ќе биде со позитивен дух. Добро, меѓутоа, еве као кант автор, секогаш јас сум бар мојот стил на пишување е нешто што мене ми се случило или нешто што сум видел во тебе или во мојот брат или во се она што ме околу. Така да не сум бил пишувач на текстови кој што измислува фрази само за да допре до публиката, онака бад. Туку било до нешто Сакам вистински нешто да биде доживеано. од вистинскиот случка, од вистински живот. Да. Така да дали е тажна, дали е срекна, за жал мислам дека не кружат многу потажни работи. Сакаме си да бидеме срекни, меѓутоа на среката и следи нели тагата, тие се споени. Едно без Јас друго, си пишам. да. Така да, еве, пишуваме се нова песна, покрај Славан, пишуваме заедно со Лазар и Магдалина Цветковска нова песна. И мислам дека исто има некој меланхоличен призвук, меѓутоа има и позитивна смисла, ја фалиш жената, затоа што не е често може да најдеш жена која што ќе биде во добро и лошо со тебе. Да, значи ќе биде пак љубовна. Да, Се меѓутоа разбира. ја фалиме жената како бит. Ако не за љубов, зашто ги пишуваш во Па животот? да, битно позитивно ете што ми ја фали жената. Предлагам да го погледнеме и видеозаписот сега, да види публиката како изгледа спотот за кој што зборувавме. Одиме со Славан. Дај една флаша да стои на маса, да наздравиш. Брате, дај една наша, ко полнава чаша, душа ми исполни. Брате, дај една наша, ко полнава чаша, душа ми исполни. Со љубов се бие, за тебе, сине, сме собрани. А ние одноземани, големи другари, слави ме одбрани. А ние одноземани, големи другари, слави ме одбрани. Дигнете чаша за спомените. Само еден ми нема од сите боема да наздрави. Куме мој брате, тебе те нема од сите другари да наздравиш. Куме мој брате, тебе те нема од сите другари да наздравиш. Брате, дај една флаша да стои на маса, да наздравиш. Ете го кумот ни иде ко песнава, сине, живот да славиме. Ете го кумот ни иде ко песнава, сине, живот да славиме. Другари, браќа, дигнете чаша за спомените. Коме другар мој брате, од туги на вратен да славиме.
браќа, што дојдовте. Славам, сине, ја за тебе. Фала, браќа, што дојдовте. Така го погледнавме спотот за Славам. Какви емоции сега ви навираат кога ќе ја видите, кога ќе се присетите на тие моменти? Па, да не беше спотов, искрено немаше да прочепкаме ни за архивата што се имаме од видео снимки како деца кога сме били и дури ги најдов снимки дека на маскенбал сме Станлио и Олио. Може во кадарот да се види на крај со бркчиње и претходно. И се разбрав дека усвари Вујко ми ги чува сите тие снимки, ама не можевме се да ставиме. Извоиш само неколку така да. Не ни ги дава сите. Али убаво, ме потсеки на тоа на дружбата сега во Италија што бевме со нели бевме на момачко што спомна така? Не, на свадба бевме кај наши блиски пријатели. Таму бев со мојов кум, он впрочем и снимаше на камера. Дел сцените, еве да кажам ако не да не обично ми се лутат луѓе кога не ги кажам на емисија. Вика не ме кажа на емисија дека си работел. Кристијан Теодоров беше нели исто на камера и steady flow на монтажа и ми помагаше околу нели режијата. Така да кратка постава бевме, али мислам дека убаво искочи. Обично сме навикнати нели со ја преработки да работиме со огромен број луѓе на спотови. Сега се решиме така малце да ги омекнеме работите и да... Но, мислам дека имам убав производ на крај. Да, а од вашите почетоци, кој ви е најинтересен спомен, кој ќе се навратите на самите почетоци на кариерата? Спомен? Види, победата на Евровизија е голем белег. Да. Знае зашто? Затоа што се наоѓавме додека сите гледа жири како дели гласови, публика како дели гласови. Ние во универзална сала со Мартин игравме со некои деца надвор од просторијата и не гледавме ништо. Само веднаш гледаме next time 0, друг 0 и не си излегавме со некои дечиња, многу така дојдоа и да се сликаме па нешто муабети со дечињата и тогаш ни беше менаџер Кристијан од Прагма сега што е, тогаш беше план Б. И во еден момент доаѓа, не влече, победивте, брзо на сцена. Што се дешава, изгубени, стварно бевме изгубени. И ви искачаме, не знаеме што да збориме. Ки даваме срце за Македонија и стварно дававме. Да. И тоа беше голем спомен на концертот исто така. Памтиме како одредени на група на фанови цело време креираше фан клубови и не следеше и доаѓаа на врата кај нас. И тоа беше искрена љубов, да ти кажем, искрено, затоа што така ја почувствувавме. И многу ни значеше, не знам дали се они свесни, меѓутоа нас тоа многу ни значеше тоа што тие дечиња го правеа за нас. И секогаш останавме на земја, сметам дека останавме на земја и покрај све што ни се случило, нели, како успех и неуспех во животот. Да, тоа и луѓе околу вас го забележува дека сте останале на земја или може да се каже скромноста останала. Мислите дека тоа е до воспитување домашно, до обкружувањето, бидејќи знаеме и луѓе кои што не останале нели на земја, знаеле да се сменат, да сменат и круг на пријатели, да заборават на сите што биле претходно со нив. Па можеби највише од дома се разбира. Дали нашата мајка така не воспитала, треба да одиме дома да прашаме, ама сметам дека е она најзаслужна. А и самото обкружување од друштво кое што сме го бирале, самите нели ученици од основното училиште што сме се дружиле, знаеш, понекогаш кога мал превземаш работи од друг како сега ако во тој период може би имало и лоши деца, може би отишле во друг правец, но мислам дека околината е најзаслужена за нашето, нели, за тоа што сме денес така такви. Друго, што знам,
Тоа мислам дека. Знаеш, еден пример ќе ти дам колку сме различни на сцена и надвор од сцена. Кога сме на сцена, ние се претвараме у као исти личности, меѓутоа со друг карактер, поексплозивни и све. А еве кога бевме на свадба во Тоскана, мојата желба цел живот било да отидам на свадба во Тоскана и да пеам Карузо, песната италијанска, и стварно ми се случи да испеам песнава како отварање на свадбата за нашата другарка Марија. И кога требаше да отидам, од што знам дека треба во нив да биде погледот, во младоженците, ја така се почувствував непријатно што не сакав да гледа некој у мене, ме сваќаш? Тоа значи дека не сакаме премногу внимание, освен ако не се работи дека next time треба да ги видат. Вака, ако сум приватно, некам многу Сакаш да е акцентот на тие луѓе кои што... Сакам да се наземам, да не се околу тебе. Сакаш? Да. И некој чудно се почувствав и идам на кај масата и жена ми вика, браво Стефан, викам, седи, не ме срами. Да, не сакаш премно. А дали и како деца бевте такви, како помлади, кога почувавте, ви било непријатно тоа внимание да го добивате, да гледаат сите во вас, да ви ракоплескаат? Мислам дека секојаш, бевме во Славичот, фудбалери, кошаркаро. Секојаш и во школа тоа беше кај нас, знаеш, веќе фудбалери, кошаркари. И нас не беше непријатно, зашто? Цел живот некако тоа ни се случува и што знам, навикнати сме веќе на овој живот. На самите почетоци кога почнавме кон Next Time и првото појавување на сцена, имаше коментари од новинарите како да се родени на сцена. Некако млади деца мислиш ке се изгуби на прв настап. Ние претходно значи имавме позадина да бидеме на сцена. Почнувајќи од Златно Славече. И тоа искуство? Искуство имавме од Златно Славече, од Сидо, од претходно као гараж бенд бевме по или кавер бендови, настапувавме по Кастро, по Маракана, по све тоа. Ние имавме искуство усвари цел живот. Да, не би било прв пат да излезете на сцена, затоа и сте изгледале така дека сте родени на сцена. Што мислите дека е успехот главен во вашата кариера, во ова досега што сте го поминале, како е да се биде успешен на една македонска естрада, македонска сцена? Успех, не знам што подразбираме под успех. Успехот е секојдневие, значи денес може да ти се случи едно, утре друго, заутре уште поголема работа или по така да сега за сега каде што сме, што знам, мислам дека скромност е скромност е таа што не држи во и дисциплина, и знаеме која ни е точката и зошто ова го работиме, каде ни е патот, целта, точка мислам на целта, и кога човек има цел во животот и знае, си го знае правецот, лесно е да чекориш нели напред. Така да сега уште е долг патот до некои работи, но мислам дека ќе стигнеме и на поголеми врати и така. Имате некоја визија, некоја желба, да речеме за 5 години, каде се гледате, за 10? Па, у студио пак, да се правиме муавет. За нови работи. Ја па сметам дека успех е тоа што имаме некоја посебна енергија како близнаци. Главен на Дуд, кај нас е тоа што сме близнаци и сме интересни за, нели, можеби за народот. Побрзо не прифатија. Еден од другите Дуд е, нели, музичката способност да пренесеме песната. И меѓутоа пак мислам дека е скромноста, затоа што сметам дека да остане скромен и на земја кога ти се случува успех е многу битно, затоа што тоа публиката го осека и го гледа. Затоа што во денешно време гледам некои млади артисти имаат некои нели се популарни, меѓутоа ќе излезе и бега од фанови. А ние секогаш сме биле со фанови, со деца, ако треба и со последното дете ќе останеме, меѓутоа сите ќе останат испочитувани затоа што тие не испочитували нас, дошка на нас, а сака да се слика со тебе и тоа. Да, некако не размислуваат во тој правец дека фановите се тие кои што нив ги почитуваат и треба да има, нели, поврат на
некоја комуникација со тоа е тие нормално фанови, негде доколку ги чекаат да се сликаат. Негде на големата сцена како Запад во Европа, во светот е нормално така да функционира, затоа што не можеш да се симнеш од сцена и на 50.000 луѓе да им обрнеш внимание, но во Македонија публиката Помал нели е пазар сме помал ние и тука, да. Морам да го прифатиме како такво и нели немаш друга опција. Сега и те нас не е интересно. Па да ти кажам да им даеме почит. Убава опција да се сликаш со фанат. Убаво е да им даеш почит како они што ти даваат. Еве сега Битола бевме пеевме за независност на Република Македонија. Да. И не чекаат дечиња позади, издвоивме време, се сликаме. И тоа е нормално во Македонија. Да, и сега дали примери зимат, муабетот ми беше од Срансо, па не можеш тоа да го имплементираш тоа, да, да ставиш тука. Да, не треба се да се пресликува од странство, од Запад. Спомна дека Адут главен, вие тоа што сте близнаци, дали ви се случува ете ден денес кога да речеме и не сте заедно, да почувствувате нешто што другиот чувствува, мисли, каква е таа конекција, таа поврзаност, блискост што постои и кога не сте физички заедно и присутни еден до друг? Мислам дека иако сме различно карактерни, различни сме, меѓутоа ни се случува многу наврати во ист момент да кажеме иста мисла. Вчера седевме на пијачка кај нас во Мало и во ист момент кажуваме една иста работа, нели, на човекот што збори. Или иста песна ќе запееме во ист момент. Иста песна. Да. Има такви работи. Некош у секунда, у милисекунда, не е со дилеј. У милисекунда исто и чудно ни е понекаш. Да, од нигде никаде, не е од некој претходен да речеме разговор или да дошло до тоа, туку како што велиш во секунда. Да, чудно. Непланирано. Чудно, затоа што не се случува еднаш, се случило многу пати. И понекаш си кажеш, има нешто. Стварно чудно, Викам да. и НЛО. Баш, кој кого повеќе советува, кој повеќе знае да помага, да понуди поддршка или двајцата сте? Немаме ние таква комуникација, да кажам, као браќа, поише на зафрканци, кога е озбилно е некако чудно озбилно. Никогаш никој не пофалил никога. Да, не се само критики? Значи фалење кај нас не постои. Значи дури кога одлично, еве ќе зборам за сцената, кога одлично отпеал, јас стално сум барал нешто екстра што фали, зошто ова не го испееш како во снимката што го пееш. Пример, или обратно. Никош не ми рекол, слушај, или обратно. многу јако испеа. Ајде, ми Не постои. или обратно ќе ми рече, ајде, размрдај се, ајде. Ајде, За живот, живот. да ти кажам. Он не се врти на сцена и цело време избори. Ајде, размрдај се, ајде. Дојка свираш, ајде мрдај. Успевате секогаш да се слушнете, да искомуницирате на сцена во таа Па, да. галама, метеж, да. хаотично, понекогаш знае да биде гласно. Тоа е, понекогаш со поглед, знае да се разбереме. Правиш некош интересно да ти бе, плюс се мотивираш. Да. Каже дека Мартин е заложен повеќе за хумор. Да, дека тој е подуховитиот. Грешни. Ја веројатно пробувам малце да бидам поозбилен. Он е малце поопуштен во тие хумористични. Да, имаше еден период, кога деца кога почнувавме, одиме на интервјуа, толку некако се ми беше на зафрканција. И луѓе мислеа дека нешто пишуваат коментари, го наркоман. А мене усвари ми беше толку смешно, као ајбе се вика, сега иди на едно интервју, иди на друго, истите прашања ми стигаат. Трето и викам, чекај, ај почнам да се зафркавам со новинари, и некако неозбилно ми бевме тој период. И затоа ја вака кога ќе дојдам во емисија повеќе кјутам, пошто викам, ова е посериозен, може поубаво да одговори. Страв ти да не кажеш нешто што Ја не можам треба. на сред прашање да го заборам прашањето. Ти си тука да го потсетиш. Збориш и ти доаѓа и кажеш, кај бе, човече, што ми пусти прашање? Видиш, ние сме двајца топло-ладно. Затоа е убаво да си близнак. Да, карактерно што чудна позитивна енергија. И да, и во тој момент кога ќе заборам и Стефче го осигам, почна да цупка, си викам, ајде ми искажи се. Да. Да, добро. Иако сте близнаци, кажа и Стефан или Бринлоков дека сте различни карактери. Како што гледаш? Различни жени да се има. Како тогаш ви влие тоа кога се договарате за песна, за музика? Тука имаме проблем. Како пресудувате, како одлучувате? Океани беше пример за песна што ја не сакав да искочи никако во етер.
Не знам, многу нагло ми дојде новитет во работата. Не му се свигаш седам во кафана. Седиме во студио и Сладкар пееше буквално на начин седам во кафана и некако викам човек не може вака да, мислам не личи на нас да пееме вака. Истече ми вика уживај ке јас ќе ја испеам, ќе дам нешто ново, ќе видиме што ќе испеаме. И како он усвари ја испеа песната, веќе почна да ми доаѓа сликата на песна, ама некако уште не ја загрем. Додека не го снимивме спот, кога го снимивме спот, веќе некако поише се приврза за, а можеби обврскима в тој период со раѓањето на моето дете, баш ден пред да го снимиме спотот ми се роди Лијана и нема време за на ништо да размислам, не па на песна. Ама добро и самата публика нели кога ќе го одреди хитот или кога ќе си одреди ова е песна што заслужува внимание. И кај нас нели подругачија веќе ја гледаме. Ај добро имаме потенцијал. Кажи, он не беше ни за И новата за Славам, и за Славам не бе. Значи јас Зошто за Славам? не знам, немам друг вкус на музика. Не знам, Како би сакал ти да као звучи? музичар, како гитарист, друго нешто ме возбудува на сцена, не ме возбуда. Нешто рок? Па еве рок, модерна музика, пример One Republic, Linkin Park, такви некои со рифови, со нешто што ќе ме држи цело време да нема. Меѓутоа, он го има Стефан и ја му викам, слушај, ова е тој пазар у Македонија. Ти не можеш кај што се продава крушки да продаваш личи јапонско. Така да, мора да си го запознаш пазарот, за знаеш што треба пишуваш, каков мелоз да ставиш во музиката, немаш ти се со One Republic музика да решиш дека ќе освојуваш македонски пазар со македонски текст. Добро, Linkin Park ние уште сме подраче каде што сакаме да има нешто етно, нешто традиционално, нешто убаво, нешто затоа што сме ние македонци. Свакаш, не сме англичани, не сме американци. Американците си имаат свој кантри стил, ние треба си го негуваме нашето. И тоа е тој баланс што го правиме. Он ме слуша понекогаш можеби повеќе за музика. Ја го слушам за спотови, за дизајни, за све друго за околу настапите и така балансирам. Да, кога рече настапи и во Виена исто така? Да, тоа е ново нешто. Виена е мојот втор дом. Зашто? Затоа што таму жена ми. Таму живе и таму сум често. И ете, преку македонската фаланга од Виена добивме покана и се договоривме да настапиме на 31 октомври 2026 во Виена. Многу се радувам, искрено ти кажам, затоа што секој месец сум таму и сакам да пеам во градов. Да. Град на култура, преубав град. Прв пат таму настапува? Да, и се имам запознаено и со претходниот амбасадор и со многу луѓе и мислам дека некстем заслужуваат да промовираат македонската музика и во Виена. Да. А и македонците таму, па и балканците да да ги видат next time. Да, не сака, се желни за убава македонска музика, така да 31.10. Така Кој е од Австрија може да дое, може и македонци сите кои што сакаат, меѓутоа тие што ми поблиску. А кој е од Австралија до година? Австралија, да, до година објавивме постер дека наскоро доаѓаат датите. Заедно со Владко Лозановски сме добитна комбинација. Првата турнеја со него бевме сегде беа распродадени концертите и беше сварно турнеја за паметење. И сметам дека најголемата победа како артисти што идеме заедно таму е тоа што имаме различна музика, а сличен квалитет. Така да на фановите може да им понудиме и убава традиционална музика и од негова страна многу убава поп. Да, така беше пишуваш и на постерот океани и километри некако. Да. Океани и километри не спојува. Па сварно така испадна. На Австралија. Да, океани, нели, можеш да одиш преку океани за да одиш до Австралија, а тие океани, нели, си барат километри. Да, ви благодарам многу за гостувањето. Навистина ми беше драго па да се гледаме само за убаво. Ви посакувам успеси и распродадени концерти. Те чекаме на концерт. Благодарам, со задоволство. Со задоволство. Поздрав до гледачите и се надам дека ужива. Да, се надевам и јас, верувам дека е така. За самиот крај одиме исто океани, така што останете на Сител и имајте убав викенд. Од мене до гледање.
браќа балканци, носталгија ги изгори во мисли, меланхолија во срце, Македонија цел живот, кона робија е тоа, историја е, седам во кавана, пијам вино, ракија, како столна рана. Боли зашто заминав, да те видам тебе, мамо, да си гуштам браќа тамо, да си видам земја своја родена. Одам преку океани, животот ме кани, патувам низ овој свет, како бродот оригами, за проклети пари, осемнам да потам. Таму немам кој, таму немам никој свој, да ме чека, да ме праша, да сум стигнал сигурно. Таму немам